Човекот треба да е едно со природата, но многумина луѓе, меѓу кои сум и јас, во природа одат со адекватни возила. А поадекватно од Range Rover Sport не може да најдеме за екскурзија вон асфалтот. За жал, денешниот Range Rover има летни пневматици, па затоа сме ограничени да ги пробаме неговите можности вон теренот. Ве убедувам дека неговите можности за теренско возење се извонредни, бидејќи Range Rover Sport и Range Rover ги имам возено во невозможни услови. Зошто е денеска на тест Range Rover Sport во автомагазин? Одговорот е едноставен, бидејќи е направен редизајн. Што да се каже за да се направи редизајн на нешто совршено? Но Джери Мегаверн, директорот на дизајн на Range Rover, одлучи да го смени предниот браник, малку да ја смени маската на моторот, како и светлата, а има потполно нова хауба. Овие освежувања ќе му бидат доволни за да обстојува уште на пазарот. Она што исто така ново на самата хауба е усисникот за воздух, кој сега го штити моторот од влегување на вода кога се вози во длабочина поголема од 90 сантиметри. Испод хаубата имаме V6 турбодизел мотор со 291 коњска сила, а исто така во редизајнот се направени некои зафати и во внатрешноста. Но за тоа подоцна. Сега ќе се сконцентрираме на возење на Range Rover Sport, додуше на асфалт, но со неговите програми може да се отвори еден сосема нов хоризонт на типот на возење на самиот асфалт, иако е ова возило потешко од 2,2 тона. Да се вози Range Rover од било која едиција за мене е извонредно задоволство и уживам во секој изминат метар. Ова спортско корисно возило со право може да се нарече и људ теренец, бидејќи неговите атрибути се направени да одговори и на најголемите предизвици, се разбира, теренски. Но ретки се сопствениците на Range Rover кои го исползуваат на теренски услови. Свесен за овој факт, производителот се фокусира на врвна удобност и луксус. Овој теренец е направен не само да уживате во него, туку и каде и да се појавите да бидете во центарот на вниманието, без оглед дали е тоа на терен или пак, да кажеме, на опера или некој свечен прием. Range Rover е возило за сите намери. Силата на моторот, перфекцијата на изработката, исто така и сите механички склопови кои се ставени во него се направени да бидат врвни и да одговорат на сите сценарија на возење. По затоа, без никаков проблем, овој монструм од повеќе од 2,3 тона одлично се снаоѓа на тесни патишта со свиоци или пак на автопат. Јас се наоѓам токму на таков пат, тесен планински со многу свиоци, каде управувањето, но и менувањето на преносите доаѓа во преден план. Секако дека овде немам никакви проблеми, ниту со одржувањето на линиите, ниту пак со фаќањето на свиоците. Со рестайлингот во внатрешноста се направени потребните промени. Сега Range Rover Sport има дури два големи дисплеја на кого можете да ги повикате сите функции на возилото и од нив да ги манипулирате. Аудио системот е многу добар, но ако не го купите со врвниот Meridian аудио систем, тогаш можам да заклучам дека на Range Rover
му се приближија, дури и го помина неговите љути конкуренти, како што се BMW X5 и Audi Q7, бидејќи тие веќе од стартното ниво на опременост имаат подобар аудиосистем. Но, на Range Rover не може да му судиме според аудиосистемот. Напротив, јас сакам да му судам според возните својства, а тие се безпрекорни. Еве, и кога се вози брзо во свиоци на тесен пат, каросеријата се однесува како да возите спортско купе. Во секој момент знаете точно каде оди возилото и како ќе реагира на оптоварувањето. Она што вреди да се спомене е дека менувачот кој има 8 степени на пренос е од новата генерација на германската марка ZF. Тој многу побрзо реагира во однос на претходната генерација и нуди едно поекономично искуство. Се разбира дека оние луѓе кои имаат 105.000 евра да одвојат за едно вакво возило не сакаат многу да дискутираат околу потрошувачката, но таа се движи во нормални рамки за мотор од 3 литри и 290 конски сили, а таа е некаде околу 12 литри, што според мене е сосема прифатливо. Да се биде задуправувачот на Range Rover Sport е вистинско задоволство. Седите високо, доминантно, дури ги гледате на рамно ниво возачите на големите камиони. Доминирате во сообраќајот, не само со високото седиште и високата каросерија, туку и со возните својства. Секој знае дека Range Rover може да направи лесно префрлање од асфалт на терен. За жал, јас ги немам потребните пневматици да возам на сериозен терен, но сепак имам волја да ја пробам оваа констелација во на асфалтот. И тоа сега ќе го направам. Бидејќи, ако не ги испрљате гумите на Range Rover, тогаш исто како и да не сте го возели. Што се однесува до возните својства, јас немам што многу да зборувам за Range Rover, бидејќи и со овој тест се потврди моето мислење кое го чувам длабоко за себе за овој автомобил. Жал ми е што го немам буџетот за да си го дозволам и секојдневно да уживам во него, бидејќи престојот во Range Rover и возењето се ултимативно искуство за сите оние кои се влюбеници на спортско корисните возила, оние растите. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав и следна средба ви закажувам за 7 дена. До тогаш, до гледање.